Сладка работа. Позицијата министра за правда исто така веројатно е престижна и човекот кој што тврдеше дека во власта ќе делува како опозиција, сега гледаме дека е во синхронизиран хор со владеачките партии. Но уште еднаш ќе повторам. Јас ве слушав внимателно, може и вие да бидете внимателни. Значи, зошто министерот лаже? 2021 година се раскинува, поради една претходна афера, се раскинува договорот со одредена фирма, Инвока, која што имаше добиено тендер за спроведување на електронски испит. Во истата оваа година, на Академијата, се носи одлука за итно склучување на договор и тоа со рок кој важи за спроведување на преостанатиот практичен дел од приемниот испит со рок од 15 дена и одобрување за постигнување на овој договор во 4 очи дало Бирото за јавни набавки. Дозволете ми само уште 10 секунди. Тендерот го добил СЕМОС, испитот се одржал во просториите на СЕМОС и немало доцнење за спроведување на испитот. Значи и сега, врз основа на истиот закон, може Академијата, Министерството за правда или Министерството за администрација по итни и неодложни набавки да склучи ваков договор и да има електронско полагање. Но доколку има електронско полагање, нема да можат максимум поени да добијат луѓето од партиската листа на ДПА, на Алијанса, на ДУИ, на СДСМ. Тоа е проблемот. Овде имаме луѓе кои што гарантирано ќе добијат максимални поени со писмен тест кој што друг ќе им го одговори, а тие кои што се стручни студенти или адвокати ќе бидат дискриминирани и нема да успеат. Благодарам.